Благодарам, председател. Почитувани граѓани, колеги пратеници. Денес зборуваме за предлог законот за основање на Универзитет Дамјан Груев во Скопје. Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир. И денес, почитувани граѓани, колеги, имаме предлог закон кој што се носи на брзина како и оној предходниот што се носеше за предходниот универзитет. Замислете, во период од 1 месец во Република Македонија се основат 2 универзитета. Со тоа продолжува хаосот во високото образование, кој изминативе неколку години, поточно изминативе неколку месеци, па и денови, го создава власта. Предлозите, особено оние последните, за формирање на нови високообразовни институции и универзитети, се ниту издржани, ниту оправдани. Не видовме некоја посебна анализа или образложение на овие предлози, кои што навистина влијаат негативно врз високото образование. За минатиот универзитет, вашиот екс-премиер Никола Груевски ја излажа македонската јавност дека бил на 3 јазици. Па еве денес замолувам да кажете колку лаги, невистини има во денешниот предлог закон за основање на нов универзитет Дамјан Груев во Скопје. Колеги пратеници, државата, ние и општеството во голема криза, а власта изиграва големи градители. Нудите универзитет со 8 факултети, и тоа за одбрана, безбедност и мир. Па овие високообразовни институции веќе постојат. Дајте, вложувајте во нив. Зошто да ги дуплираме? Секоја држава се грижи за своите кадри од доменот на одбраната. Па сега знаеме сите во каква состојба ни се нашите одбранбени сили, се што имат потреба, какви се ресурси им се потребни. А вие нудите нешто по што ќе потрошите повеќе пари, а не гарантирате дека градите нешто долгорочно. Па постои и воената академија, инвестирајте во неа. Зошто дуплирање? Дали е точно дека вие повеќе се грижите за вработување на вашите универзитетски кадри на новите факултети, кои што немо ќе ги посматрат и ќе ги аминуваат сите ваши недобри закони и вашето недобро политичко владење? Зошто дуплирање на сите овие капацитети? Зошто ни се по 2 факултети за иста работа? Кој ќе го плати сето тоа? Пак по грбот на народот? Кого прашавте за оваа идеја? Дали со некого дебатиравте? Зошто не организиравте, не свикавте една поширока дебата, расправа, во која ќе беше вклучена и експертската јавност, ќе беа вклучени сите професори и повеќе луѓе кои што ќе дадоа различни своји видувања, размислувања, ќе дадоа повеќе предлози и тогаш ќе се носеше овој предлог закон. Зошто најпрво се уништи воената болница, која што изворедно ги покриваше потребите на одбраната, иако не беше во рамките на клинички центар? Сепак беше доволно за да ги задоволи потребите на одбраната. Правен факултет. Зошто? За да ги вдомите вашите експерти,
за да ја вдомите Каракамишева да стане деканка. Каракамишева која што велеше дека младите ја напуштат Република Македонија заради невозвратена љубов. За таквите ли експерти ќе воведувате правен факултет? Ако веќе имате пари, дајте, вложете ги во поефикасни проекти. Дајте доекипирајте Воената академија Михаил Апостолски. Вложете во Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што е универзитет со голема традиција, со добри програми, универзитет кој е дел од македонскиот идентитет. Потоа, образложението на овој предлог закон ви е многу кратко, со една реченица. Велите, со овој закон се основа Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев, Скопје. Само толку. Тоа е се што пишува во образложението на вашиот предлог закон. Ништо друго. Господа од власта, проектирате проект за воведување, односно за универзитет, на кој што вие најмногу мислите дека имате потреба, односно мислите дека ви е потребен за ваши политички цели. Бидејќи јавноста тоа нешто не го поддржува, бидејќи се нешто правите на брзина. Лошите проекти во образованието нема никогаш да ги поддржиме, бидејќи за ваквите, пак ќе кажам, треба да се свика една поширока дебата во која што ќе бидат сите вклучени. Вие и понатаму продолжувате да сеете само магла и многу лаги и невистини. Тоа не го поддржува дури и професорскиот пленум. Благодарам.